Заврши четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој за финансирање проекти со инструментите кофинансирани грантови за ново основани трговски друштва, стартапи, спин-офи, кофинансирани грантови, условени заеми за комерцијализација на иновации. За повикот на кој фирмите можеа да доставуваат предлози од 3 февруари годинава до вчера се обезбедени 1.450.000 евра. Парите се наменети за финансирање микро, мали и средни предпријатија регистрирани во Македонија. Токму на оваа тема разговараме со директорката на Фондот за иновации Јасмина Поповска. Добар ден и добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Добар ден и благодарам на поканата. Заврши четвртиот повик на кој што компаниите можеа да се пријават. Колку компании се пријавија? Вкупно 59 предлог проекти беа доставени од 59 предпријатија. Од нив 31 предпријатие кое што се пријавило е стартап предпријатие, односно млада компанија со иновативно решение, а додека 28 проекти доаѓаат од микро, мали и средни предпријатија кои што сакаат да направат комерцијализација на иновации. Кога ќе биде познато кои фирми и колку фирми ќе добијат пари од државата и што треба да исполнуваат? Во моментов се работи на административна проверка на дали сите документи што ги бараме се доставени, дали се уредно доставени во соодветниот рок. Бидејќи дадовме 90 дена, се надеваме дека се овие апликации комплетни, меѓутоа сепак дозволуваме дополнително да ги известиме доколку нешто недостасува за во рок од 5 дена да ни достават документи кон апликацијата и истата да се смета за комплетна и понатаму да се даде на разгледување кон Комитетот за одобрување на инвестиции. Одлуката би ја донел комитетот некаде на крајот на месец јули последната недела. Кажав во најавата дека ова е четврти повик, дека компаниите на располагање имаат 1.450.000 евра и дека целта на овој повик, на овие огласи се да се зголеми иновативноста кај компаниите, а со тоа економскиот раст во земјава. Дали домашните компании се иновативни? Имаат иновативни решенија, меѓутоа некогаш им недостасуваат или ресурси или пак доволно проактивност. Можем да кажам дека досега сме имале неколку повици, не секогаш бројот на апликации кои што пристигнувал е на нивото кое што сме го очекувале и не секогаш квалитетот е на нивото на кое што го очекуваме. Основно е да секоја компанија навистина одвои време да направи соодветен бизнес план за иновацијата и клучно е да предвиди дека во тимот има квалификуван кадар, да предвиди на кои пазари и како ќе стигне до тие пазари, каде ќе извезува, на кој начин, преку кои канали или дистрибуцијски мрежи. Секако и иновативноста треба да се објасни подетално, не само технички, туку и како ќе задоволи потребата на пазарот, односно дали некој е подготвен тоа решение да го купи, што значи дека претходно требале да го искомуницираат со некого. Досега се поддржани 37 проекти во вредност од 1,5 милиони евра. Колку овие компании придонесуваат да се зголеми иновативноста во земјава со оглед на тоа што во минатото ни воопшто не говоревме за иновации кај компаниите? Па морам да кажам дека и да потенцирам дека кон иновациите се дава едно должно внимание, особено кон иновациите што се раѓаат во бизнисот, некаде 2012 година кога е донесена стратегијата, а најмногу 2015 година кога фондот започнува со конкретни мерки и финансирање на иновативни решенија. Овие компании се убав пример и се надевам дека ќе бидат поттик за останатите да увидат дека иновациите се навистина значајни за бизнисот, за неговата конкурентност, за да опстане едноставно бизнисот, да ги задржи клиентите и дека неопходно е да воведуваат континуирано новини во своето работење доколку сакаат да бидат успешни. Се надевам дека овие компании кои што ги поддржавме ќе ги поттикнат останатите да размислуваат во оваа насока. Не секогаш е потребно од државата да има поддршка за оваа намена, меѓутоа потребно е да работиме понатаму на подигање на свеста за значењето на иновациите во бизнисот. Дали во изминатиот период сте соработували со стопанските комори во земјава со цел сите оние компании кои што членуваат да ги добијат потребните информации, што е тоа за тоа што тие најмногу се интересирали? Континуирано со секој објавен повик одржуваме серија настани низ цела Република Македонија и обавезно сме присутни во самите комори. Овој пат обрнавме посебно внимание на овој дел на информирање и на обучување како да се подготви еден добар и квалитетен предлог проект, имајќи го предвид искуството на претходниот повик, каде што наместо 15 финансиравме само 4 проекти, иако имавме доволно средства за тоа.
Овој пат имавме подетални токму обуки наменети за бизнесот, каде што со наши вработени, меѓутоа и со консултанти, сакавме на оние што веќе нешто подготвиле како апликација да им дадеме можност дополнително да ја разработат и да го подигнат нивото на квалитет. Некои од компаниите ги искористија овие можности. Тука исто имавме ваква активности со трите комори, Сојузот на стопански комори, Стопанската комора Македонија и на Северозападна Македонија, така што се надевам дека оваа пракса ќе продолжи понатаму и дека самите понатаму ќе се организираат да и самите комори ја нудат оваа услуга. Кажав дека 37 проекти до сега искористиле поддршка од државата, меѓутоа пак ќе ве прашам, иако тоа многу пати ве прашувале, меѓутоа тоа е најинтересно за граѓаните. Може ли да споменете дел од најинтересните иновативни решенија кај овие компании? Зашто ги искористиле овие пари и што произведуваат? Голем дел од решенијата се однесуваат на се во секторот на информатичките технологии, од аспект што е доста динамичен овој сектор. Имаме тука неколку иновативни решенија за на бизнесот да му се олесни промоцијата, маркетингот, соработката помеѓу микро, малите и средни предпријатија во насока на размена на фактури, документи по електронски пат, меѓутоа и себе промоција на бизнесот, нешто што е неопходно за да продажбата оди како што треба. За граѓаните секогаш е она најинтересно што и нив ги засега индиректно, а тоа се проектите поврзани со екологија, заштита на животната средина, како што е проектот на Акрон за рециклирање на стакло, на стаклен отпад и проектот на биоинженеринг, пречистителна станица за отпадни води, односно нешто што е иновативна технологија во овој дел. Покрај тоа биоинженеринг работат на иновативни услуги во генетски испитувања во медицината. Тука исто така проектот на Innovation, кој што е проект за рана превенција на срцев удар кај заболени од кардиоваскуларни заболувања, така што овие проекти верувам дека се доста интересни за граѓаните, дека може да дознаат повеќе за истите доколку или до нив директно се обратат или до фондот во нашата контакт канцеларија или на нашата веб страна да откријат повеќе информации. Дали до крајот на годината може да очекуваме уште еден оглас? Се зависи од целата ситуација. За оваа година програмата за 2017 на фондот е веќе донесена, буџет имаме, меѓутоа зависно дали ќе има некои ограничувања од аспект на политичката ситуација. Ви благодарам на разговорот и на гостувањето во вестите на телевизија Нова. Ви благодарам и на вас. Продолжуваме понатаму со вестите од економијата. Во индустријската зона Чојлија во